оваа влада секогаш посегнува по она што е најнепопуларно во џебовите на граѓаните во Република Македонија. И како? Кога ќе ги прашаат што презедовте во овие 24 месеци, и тие имаат 3 поенти со кои што можат да се пофалат. Ја покачивме акцизата, за да го појачаме или прошириме буџетот како Пондорината кутија, ќе ги зголемиме даноците, а со тоа ќе ги земиме на душа сите оние играчи на среќа. Сите оние луѓе кои што имаат имота го даваат од кирија. Сите оние луѓе кои што одлучиле дел од своите средства да ги инвестираат на македонската берза, да им ги оданочиме девизните заштеди, да им ги оданочиме разликата во добивката по однос на инвестираните акции и добивката. На секој начин само да се соберат парите од граѓаните. И добро е нека се збираат, но на не ваков непопуларен начин. Нека се збираат ако си достоите на зборот, ако ја покачите платата, ако се позадоволни земјоделците, ако се позадоволни работниците во здравството, ако се позадоволни пензионерите, тогаш самите, благодарение на нивната економска мој, ќе речат, па добро е, наместо 10, данокот на добивка, нека биде 18%. Па добро е, да ја покачиме акцизата, и не е проблем што дизелот бил 34 денари, сега 70. Економски сме мојкни, бидејќи платата во просек ни е 500 евра, бидејќи на крајот на годината имаме картичка на која што ни го враќаат ДДВ-то, така беше ветено дека од 1 јануари 2017 година секој граѓанин на Република Македонија работоспособен кој што има платежна моќ ќе добија картичка на кој што ќе му го враќаат 15% од ДДВ-то и сите така среќни на крајот на август или на крајот на декември, како што рече премиерот, ќе можат да појдат на одмор или пак на зимовање. А замислете па кога ќе работат двајца во фамилија со 2 картички, тогаш ќе бидат пресреќни. До сега јас немам видено некој граѓанин во Република Македонија да има добијано картичка на која што му го враќаат ДДВ-то. Или пак ако е дадена само на некој. Мислам дека ниту еден пензионер добил, ниту еден здравствен радовник, ниту еден наставник не добил. И да се вратам на ребалансов за буџетот. Мислејќи дека овие 50 милиони евра кои што ги алоцираме, ги кратиме од министерствата, ќе бидат некаква финансиска инекција во здравството, финансиска инекција во економијата, дека ќе се гради некоја технолошка индустријска развојна зона. Сите очекувавме дека ќе се подпомогнат земјоделците, дека оваа катастрофална земјоделска година некако ќе ја санираме со парите од ребалансот и со тие 50 милиони денари. Но наистина можат 50 милиони евра, можат да се направат тие работи. Дека конечно ќе ги усреќиме вработените во Еврокомпозит. Дека нема да ги понижиме вработените во ОХИС да им исплатиме 100 денари на нивните сметки за да се чувствуваат задоволни. И ние помисливме сигурно дека ќе го поддржиме ребалансот на буџетот ако е добронамерен за граѓаните. И идејќи са валето материјалот, бидејќи седницата, како што кажа, беше во 23-24 часот, отвораме и читаме што се овие пари. И од каде ги влечиме парите за да собериме 50 милиони евра. Јас и на комисијата и вчера на репликата кажав, ако овие 50 милиони евра дозволиме да му ги префрлиме на локалните самоуправи, за да ги санираме нивните долгови, независно дали се работи за градоначалникот на Прилеп, на Куманово, зборувам за сите политички партии, за градоначалникот Дуи, за градоначалникот на Гостивар, кој да е. Луѓе, воспоставуваме лоша пракса. Ги мотивираме градоначалниците кои што оваа година ништо не сработија, на шајка не за која, ништо да не прават и наредните 3, 5, 7 години. Тоа знаете како еден прост пример. Ако си го заучиш детето да добие порок, да се заборчува, да игра комар, а ти му даваш средства и му ги покриваш неговите пари со кои што се заборчил и игра комар, тоа во неговата психологија ќе мисли, па татко ми е добар, татко ми е мојкен, јас ќе продолжам да го правам ова, ќе се задолжувам и ќе играм комар. Така и со оваа влада. Вие не работете ништо сега како градоначалници, затоа што некоја друга влада по 3-5 години ќе ве одборчи.
На тоа ги заучуваме сега. Ова не се случило до сега. Да ја покриваме неспособноста на некој. И пак ќе речам, овдека не зборувам за партија. За сите општини. И за важи и за Битола и за Куманово. Важи и за Струмица и за Петровец. Што добиваме со ова? Отвораме нови работни места. Што добиваме со ова? Зголемуваме плата? Зголемуваме пензии? Размислете. Ако сега го направи тоа, бидете убедени дека ќе ви го побараат и в година. Ќе ви го побараат во 2020 година. И ние ќе правиме само ребаланси за да ги одворчуваме градоначалниците. Воспоставувате лоша пракса, како впрочем со се до сега. Се што направивте е преседан, кој што поматану, предпоставувам, ќе премине во ваша пракса, во ваш стил. Еве, например, дали е дозволиво, дали е коректно, дали е искрено да скратуваме повеќе од 10 милиони евра по втор пат со вториот ребаланс годинава од ставката образование. Една колешка Прејанска имаше своја дискусија во која што кажа дека страшни големи капитални инвестиции во образованието. Табла се нема купено, не капитални инвестиции. И кај отепани сега да ги доотепаме. Скративме 5,3 милиони евра за високото образование. 2,3 милиони евра ученички стандард. 1,1 милиони евра од основно образование, а 950.000 евра од средно образование. Се она за што се бореше шарената револуција, шарените функционери, она за што кршевте, боевте, тепавте, мамавте, она за што ги лажевте студентскиот и средношколскиот пленум, во 3 реда го уништивте. Го осакатувате образованието. Ама вистина го осакатувате. Зошто? За да ги префрлите парите на градоначалниците. Една сала да не се направила, една училница да не се реконструирал, еден санитарен јазол да не се реконструирал. Па не е логично 20 дискутанти да имат Социјалдемократскиот сојуз и да кажат, еве една слика, ова училиште во Прилеп Кире Гавриловски доби сала. Камен темелник барем да добијаш, една вреќа цимента да имаш. Еве ја праксата за која што ќе ги трошите парите. Општина Прилеп нек ни формира јавно предпријатие за гасификација. А градоначалникот вика гасот во Прилеп ќе стаса по 7 години. И сега, што правиме ние? За да им се одборчите на оние кои што им сте им ветувале подобар живот, измислуваме нови виртуелни, значи ова е виртуелно како во 7D кино да одиш. Измислуваме ново јавно предпријатие и му даваме функции. Директор, заменик директор, 3 работи. Ти што работиш во предпријатие, нема газ? Монтер. Ти што си член на управен одбор во новото јавно предпријатие за гасификација. Ти што си председател на надзорниот одбор. И така 7 години, чекајќи го Годо, овие ќе си прават состаноци, ќе си се гледаат, ќе земаат директорот 60.000 денари плата, вработените паушали за надзорни, за управни одбори, дури да дојде гасот во Прилеп. И кога ќе направите една така проста математика, само 84.000 евра се основните трошоци само за директорите. Тука не ги вклопуваме оние монтерите, например. Членовите на надзорен и на управен одбор. Нека работи се општината, нека создава долгови и по 7 години ќе речат да направиме ребаланс, бе. Зошто? Газ нема. Ама ќе дојде. Дајте да му ги покриеме трошоците. Со овие пари 15 пати ви кажавме, ве замоливме. Абе дајте луѓе. Кратите од образование, добро кратете. Дајте да купиме нови автобуси. Секако ги испустивте и децава, и наставнициве, и директориве, со законот што ви го предложи Кирацовски. Тој, нели, како голем експерт, ќе го решаваше проблемот со превозот на учениците. И во јавниот превоз ги вметна учениците. И тогаш јас од оваа говорница лично му реков. Жално што не е тука. Како ќе си појди дома, ученик, кој што има 6 часа е од Канатларци, а последната линија со градскиот превоз е во 16 часот. Тој треба да се спира, значи, на автобускава постојка, да чека петок да дојде, да има помалку часови, за да се замени дома. Ама оваа креативна, лукративна влада
му најде решение и за тоа. Сега, вика, вие како сте заборчени сте во Битола, многу сме заборчени. Немате пари да купите автобуси, немаме пари. Ами овие јотини ги одделија средства од референдумот по 10.000 евро отпратени за да купа автобус. Абе тоа беше за Европска Македонија, нема проблем никако. Ние имаме решение, му вика од Скопје. Шо? Чекайте да видиме некаде по отпадине. Мислам дека имаме 6 автобуси од 1943 година, добри се, хармоники, така ги викаа скопјаните, ќе ви ги дадеме во Битола, ако го качат Плетвар, да ги возите учениците. И овие вика готово. Решено е проблемо, иди градоначалничката од Битола овдека на некоја стендап комедија во ресторанов од телевизија 21 и си прават вицови на незина сметка и сите аплаудираат. Ама така не му и на родителите. Ти са бајле, треба да го пуштиш своето дете да се вози со автобус од 1942 година, да оди во Бачи во Старавина, во автобус во кој што нема седишта, автобус кој што троши 300 литри од ефтината нафта, не е онаа земјоделската зелената, туку оваа сега што е 70 денари, за да стаса до Старавина и назад. Нале тоа. Нема тука не е мотор, не е 1, не 2, не 7. Тука нема мотор, не знаеме дали има во автобусот. Ама проблемите ги решаваме. Која ми е паралелата? Дајте со овие 50 милиони евра, барем овој проблем да го решиме. Се работи за нашите, за вашите и за сите деца. Кој ќе одговара доколку не дај Боже, тој автобус што е хармоника се расцепи на средина во Битола. Сега е смешно, ама не знаете кај е ѓаволот. Кога ќе се случи, ќе биде касно за да се жалим. И мене ми е за друго, битолчани ми се комши, ги пониживте, бе, луѓе. Абе, ги пониживте. Автобуси смрдени. Нели ќе ја спасувавме Битола од пичестичките, не знам колку беа страшни, а овој автобус само да заверглаш, ќе ја отруја цела Битола, не да ја загади. Али добро е. Добро е да видат граѓаните што ветивте, што му исполнивте, што реализиравте. Да видат битолчани каде што Социјалдемократскиот сојуз победи со 12-13 илјади разлика, што значи новиот чист живот. Да видат што значи јавен превоз, што значат инвестиции во образование, што значат инвестиции во култура, во здравство. Да видат како денеска Битола живее како да е 1944 година. Како Прилеп ќе живее со виртуелен газ. Имаме директори, имаме простори, имаме возила се, ама гасот ќе стаса по 7 години. И ние му предложивме како советничка група во нашата општина да направиме и космодром, затоа што има најава, затоа што во 2036 година може би од Прилеп ќе полети некоја ракета. Ама да бидеме спремни, да имаме јавно предпријатие за тоа. Затоа што така функционира владава. И нека прави загуба, не е проблем. Вработете 100 души кои што ќе го замислуваат летањево на ракетава, затоа што со некој следен ребаланс може некоја влада повторно да ве одборчи. Повторно да ве одборчи. Тезата е, колега, кратка и јасна. Овие 50 милиони евра нема проблем да ги алоцираме од други ставки. Зошто да кратиме од образование толку многу пари, а да не ги негосочиме во нешто каде што ќе имаме мултиплициран ефект. Да ги алоцираме во нова технолошко-индустријска развојна зона. Да ги дадеме за пари за Еврокомпозит. Луѓето немаат плата за неа. Зошто владата не им одобри 2 милиони евра да купат ретроматеријали, нивната индустрија е специфична, државно е предпријатието, да можат барем луѓето да земаат плата и да имаат платено при данеси. Јас мислам дека тоа е многу посуштествено и покорисно отколку ова што го правите сега. Нема ефект од ова. Не ја раздвижувате економијата, паѓаме. Тоа не го вели ВМРО ДПМН, ММФ ви кажа. Колку сте назад од проектираното? Колку сте за греб? И не за оваа година. Ви кажа дека унапред за 2 години ќе биде така. Се она што го правите до сега, сите средства што ги собирате во буџетот, се благодарение на ВМРО ДПМН. На инвестициите во технолошко-индустријските развојни зони. На новите капацитети од македонските фирми кои што кога имало рамен данок, кога имале сигурност во нивните инвестиции, одлучиле да ги прошират своите капацитети. А денес што? Правиме виртуелни компании. Дојдовме во ситуација да ги понижиме сите.
Дојдовме во ситуација кога пензионерот ќе оди да ја подигне пензијата, да се моли да не биде скратена за 400 денари, да биде само за 250 скратена. И ова е така. Верувајте дека е така. Застанете на кој да е шалтер, на која е било банка во Република Македонија, ќе ги слушнете коментарите. Секој дома има некој далечен роднина, пријател што е пензионер. Не добиваме ништо од оваа мерка. Бидете убедени. Кажав за образованието. Знаете што ветувавте се во образованието. Ова е исечок од вашата програма. Ама се и се што. Од повисоки плати, од менторства, па за менторите 30% повисока плата, современи сали спортски, 300 чуда. И на крајот, викате издавање на поквалитетни учебници. Нешто не се поквалитетни, а учебници нема. Ама сега сите чутат и вика, тоа добро е. Абе имаш ти сине учебник по историја, а си 600 одделение? Не. Што правите? Пишуваме нешто, вика. Имаш учебник по етика? Не. Имаш учебник по математика? Не. Зошто? Па чекам да заврша овие набавки во 4 очи во Министерството за образование, тие против кои што многу се боревме, и да добијаме, може би в година, учебници за 7. Сето ова што го кажувам е факт, ама за жал. Стаснавме во ситуација кога од буџетот немаме одделено, барем од овие 50 милиони евра, да одделевме 50.000 евра за катедрите по македонски јазик кои што ги имаме во другите земји. Барем 50.000 евра. Да не стасаме во ситуација да имаме само 5 нови студенти оваа година на катедрата за македонски јазик. Замислете, 5 нови професори, само 5. Значи по 4 години ќе имаме само 20 професори ако продолжите вака да работите и да ги штитите националните интереси и македонскиот јазик кој што толку многу го заштитувате со договорот со Грција. 5 нови професори. Страмно, жално и понизно. Тоа е доволно за да држат смена само од Сабајле, например, во Глепската гимназија. Што правиме со другите училишта? Како ќе ги мотивираме студентите? Со кои услови? Најголемите борци од шарената револуција за студентите денеска ги нема бе. Нема студентски пленум, нема средношколски пленум. Во оброците во студентските мензи штрафови и шајки се најдуваат сега. Ама добро е, тоа нема проблем сега никако. Немаме протести, немаме реакција, ни од студентска, ни од професорска фела. 25 дена студентите во Гоце Делчев немаат топла вода. Стив, до толку стасавме? Нели добро напредуваме? Нели економијава ни оди? Нели ќе правевме образовен бум? Овде да не зборувам за инвестиции во инфраструктурава каде што ништо не се случува. Абе нема сегмент каде што нешто е тргнато. Барем да речеме 1%. И ви кажа еден колега, тоа е за мене најдобриот илустративен пример. 23% реализација на капитални инвестиции е 3 лаги од 4 ветувања. 3 лаги од 4 ветувања, колеги. И вие излегувате, викате, одлично тераме. Ако е за вас одлично 23% реализација на капитални инвестиции, тогаш не е битно што мисливаме РДПМН. Граѓаните сами нека проценат што значи 77% нереализирани ветувања и немање никаков индустријски или економски развој. Ви благодарам.